Од идната недела ќе почне враќањето на првите пациенти настрадани од пожарот во Кочани и испратени на лекување во странство, најавуваат од владата. Во моментов во болници надвор од Македонија се наоѓаат 115 пациенти, од нив 6 се уште се критични, 2 што се на лекување во Љубљана и 4 во Белград. Добрата вест е пак што 5 од повредените од понеделник се враќаат дома, и тоа по 2 пациенти од Шпанија и Австрија и 1 од Шведска. Враќањето ќе се одвива по посебни протоколи, а се размислува и за странска медицинска помош за продолженото лекување дома. Прво ќе ги примиме во болниците, па потоа ќе ги пуштиме дома. По информациите што ги добиваме од овие болници што се надвор од Македонија, тие дури можат да се вратат со комерцијални летови. Меѓутоа, за сега планираме од каде што се отидени пациентите да се прифатат таму и нормално не мора да стојат од Карил, се испратени најголем број на пациенти. И невозможно е 77 пациенти да ги вратиме све во Карил, бидејќи треба да тече и другата работа. Имаме и други пациенти кои што се третираат. Веднаш докторите од Карил ќе триажираат и ќе кажат кај треба да стојат тие пациенти. Доколку ни треба рехабилитација, најверојатно ќе ни треба подолготрајна за некои пациенти, размислуваме и опција за некој од болниците во внатрешноста или некој центар кој што не е искористен, за да направиме екипи кои што ќе третираат подолгорочно. Се што е во моја сила и моќ, ќе направам за на нив да им се помогне и понатаму во делот на рехабилитацијата. Веќе имам остварено контакт со неколку мои колеги на држави кои што се подготвени да ни помогнат во овој процес. Наше ќе биде да пренесеме таа порака до здравствените власти, до стручните лица и понатаму заеднички да процениме која помош ќе активираме и каква помош ќе активираме. Владата уверува дека останува на одлуката сите потреби и трошоци што ги имаат семејствата да бидат покриени од страна на владата. Донациите се само плюс помош за настраданите, велат оттаму. До сега 188 лица се згрижени и сместени. Свесни сме дека оваа трагедија носи неочекувани финансиски тешкоти. Затоа, како институции, вклучени во овој процес, донесовме одлука за секој настрадан да му биде исплатена сума од 150.000 денари како итна финансиска помош. Напред, ние го резервираме хотелот, ние ги купуваме авионските карти, ги информираме дека за еден мобилен телефон ќе се покријат целокупните сметки во делот на роамингот и сите трошоци што ќе ги акумулираат. Граѓаните добиваат per diem, односно условно кажано дневница, средства што им е потребно секојдневно за некои тековни трошоци што настануваат. Не е лошо што граѓаните помагаат, но истовремено граѓаните треба да знаат дека државата мисли на секој поединечен трошок што може да настане во оваа хипотетичка ситуација. И ние, барем во делот на тоа што е наша обврска како влада, бидејќи на крајот на денот располагаме со средства на буџетот на граѓаните, на вас, на тие родители кои што се таму, не смееме да дозволиме овој дел од процесот, од медицинското лекување, до сите логистички трошоци, до сите трошоци за патување, да бидат средства собрани од донации. Од Фондот за здравство нагласуваат дека и боледувањата за настраданите и нивните семејства ќе бидат со 100% покриеност. Дадовме насоки на матичните доктори околу препишувањето на лекарства и боледување за загрозените и за нивните семејства, бидејќи досега не беа предвидени вакви ситуации. Во меѓувреме, не престануваат донациите што граѓани, фирми, општини, институции ги уплаќаат на солидарната сметка на Црвениот крст за настраданите во страотниот пожар. До утрово се собрани речиси 52 милиони денари или близу 850.000 евра, информираат од организацијата. Оние кои сакаат да помогнат и да се вклучат во хуманитарната акција, можат да донираат со телефонско јавување на бројот 143 400 од сите мобилни оператори и на жиросметката на Црвениот крст. Катерина Нешкова, Сител телевизија.